дозволиме органите на прогонот да си ја завршат истрагата, темелно и правично. Не би сакале да се дозволи попречување од различни мрежи, преку повици за дестабилизација и различни сценарија и било како да наштетат на овој процес. Од ова мора сите да излезаме посилни со испорачана правда. Ништо не може да ја избрише оваа загуба, ниту една утеха не може да ја пополни оваа празнина. И додека денеска е последниот ден на национална жалост, периодот во кој нашата земја ги почитуваше загубените животи, посветеноста и ангажирањето на владата да ги поддржи директно погодените и да ја открие вистината за оваа трагедија, ќе продолжи со невиден интензитет. На сите загинати и да посакам побрзо и успешно опоравување на сите повредени. Во овие моменти на тага и болка ја делиме сите заеднички вашата мака. Истовремено чувствуваме силна обврска да превземеме активности во насока на проверка на сите издадени дозволи и објекти кои се користат за собирање на повеќе луѓе. Нашата решителност е голема, безбедноста на граѓаните да биде на прво место. Ова значи дека во голем број од општините детално се проверуваат училиштата, градинките, спортските сали, културните домови, но и сите угостителски објекти и други места каде што секојдневно се собираат наши сограѓани. Особен акцент ставивме на објектите во кои престојуваат деца и млади. Нашата најголема одговорност е да обезбедиме да училиштата и градинките каде нашите најмлади го минуваат својот ден бидат целосно безбедни. На солидарност и ефикасност за ниедна средина да не заостане во овие проверки. Можам да известам дека првите резултати од оваа акција веќе ги гледаме на терен. Во поголемите општини веќе се спроведуваат детални контроли на објектите, документацијата на објектите и почитувањето на сите безбедносни стандарди. Реализирани 10 пациенти, од кои што 10 пациенти кај 6 веќе е направена трансплантација на кожа, заради тоа што тие пациенти беа со највисок степен на изгореници од трет степен. Кај останатите пациенти продолжуваат редовните преврски и веќе во наредната недела, според овие планови кои што ги имаме за сега, иако морам да повторам дека ситуацијата е многу флуидна, може да се смени од час во час, се планираат првите испусти, односно првите испишувања дома во текот на следната недела. Која што прво од аспект на сите поставени прашања делот истрагата која што за жал се случи трагедијата во Кочани, но и е интерна внатрешна контрола која што ја врши самото министерство. Кога ќе се завршат сите анализи, кога ќе заврши целата процедура, јас сум сигурна дека одговорите на овие прашања ќе бидат соопштени од надлежните институции.